На кеот на реката Вардар во близина на алпинистичката Карпа денеска беше поставена нова фитнес зона, уште едно спортско катче во општина Карпош. При промовирањето на фитнес зоната, градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев нагласи дека внимателно ја избрале локацијата, која е символ за спорт и рекреација во градот. Богоев напомена дека на оваа локација од алпинистичката Карпа до бунарите на Вардар ќе биде изграден и новиот парк кој дополнително ќе го оплемени просторот со ново зеленило и содржини, како и парк за миленици, така што целиот комплекс покрај Вардар во овој дел на кеот ќе биде исклучително атрактивна рекреативна зона во Карпош, меѓу најдобрите, ако не и најдобра во град Скопје и државата, рече Богоев. Јас би сакал во име на општина Карпош, во име на граѓаните на општина Карпош да се заблагодарам на Бимилк за оваа прекрасна Баланс плюс зона за рекреација која денес ја добиваме овде на кеот на реката Вардар. Ова би можело слободно да кажам дека заедно со алпинистичката Карпа вештачка која што е тука од нашата лева страна се почетокот на нешто многу поголемо, исто така во контекст на здравиот живот и во контекст на здравиот дух кој што го правиме во општината, а тоа е паркот, големиот парк на Карпош кој што ќе следува во продолжина паралелно со реката Вардар. Така да целото ова, заедно со паркот за миленици кој што во исто време се прави, ќе добие една навистина друга димензија целиот овој дел од градот и од општината. Веќе за година до година и пол најдоцна, ова ќе биде можеби најубавиот дел за рекреација во целиот град и во целата држава. Оваа фитнес зона е донација од компанијата Бимилк, од каде што потенцираат дека целта на зоната е да го поттикне здравиот начин на живот и на директен начин да придонесе за зголемување на физичките активности на граѓаните. Верувам дека голем број од жителите на општина Карпош, меѓутоа и од сите оние рекреативци на градски кеј, ќе допринесе за дружба, рекреација и спортување секако. На соработка со општина Карпош го креиравме ова катче, кое е прво од многуте и ќе следи во следниот период.